Понеделник 24 февруари 2014 година, почитувани гледачи, ова е термин за вестите на КТВ телевизија. Лозари од Неготинско денеска протестираа пред винарската визба по Вардарие. Бараат да се забрза исплатата на грозието од минатогодишната реколта. Од Повардарие пак рекоа дека се надеваат дека до крајниот рок грозието ќе го исплатат. 20 на лозари од Неготино кои грозието од минатогодишната реколта го предале во винарската визба по Вардарие денеска излегоа на протест. Дојдоа да се сретнат со раководството на винаријата со единствена цел да добијат одговор кога ќе им се исплати предадениот род. Многумина кои беа на протестот имаат предадено поголеми количини на грозија, немаат земено ниту денар. Јавно упатија повик за помош и до Министерството за земјоделство. Раководството на Повардарие пак вели дека рокот за исплата на грозието од ланската реколта не е поминат и не гледаат причина за лозарски протести. Лозарите пак, кои протестираа, го поставуваа истото прашање: како да живеат кога не можат да си ги наплатат парите за трудот и маката, кај најголем дел од нив единствен извор на приход биле токму парите од грозието. Нас Смедеревката значи не е платена, белото гроје значи не е платено. Од кои беа договор од 3 дена, на документ договорот ни е 30 дена, а додека поминаа до денеска 150 дена. Ами тогаш може да замислиме, значи, за црното што ќе биде. Ние нема да оставиме штрајкот, значи. Има секој ден да бидеме тука и додека, значи, не се превземат некои мерки, а ние тогаш ќе преземеме по радикални мерки од тоа. По колку години ние треба да чекаме за пари да допре моето семејство до динар за екзистенција? Јас сум дома 10 души фамилија. Да видат 10 души фамилија, сите чекат од мене. Ни еден вработен. Или да продавам 20 тона на Неготино на подемот, 20 тона на Винојук, 20 тона квадраци, јас колку ќе допрам те пари? Сите ако ме лажат по 2 години. И лидерот на лозарите Љупчо Аризанов констатира дека динамиката на исплата е успорена. Нагласи дека иако лозарите добиле ветување дека белото грозие пред се Смедеревката ќе им се исплаќа за 30 дена по откупот, пари немаат земено се уште. Истите луѓе имат проблем сега околу обработката на самите лозија, а се соочуваат со проблемот дека немат средства ни нафта да се стават да одат до нивата. И затоа се истите луѓе тук. Немат ни денар добиено, а конкретно за белото, а камоли за црното. Црното се уште не е почнато ни да се исплаќа. Ние исплаќаме можеби со помала динамика, но крајниот рок е 30 април и се надеваме дека дотогаш грозието ќе биде исплатено во целост, рече директорот на Повардарие Ванчо Кузманов. Министерството за финансии денеска информираше дека се исплатени 146,6 милиони денари субвенции за овоштарите. Министерството за финансии исплати 146,6 милиони денари субвенции за 4837 земјоделци за одржување површини со овошни насади. Финансиската подршка, како што информираат од Министерството, изнесува 15.000 до 33.000 денари по хектар, во зависност од видот на овошната култура, пренесува МИА. Исплатени се субвенции на земјоделци кои одгледуваат круша, вишна, јаболко, праска, кајсија, цреша, дуња, мушмула, слива, калинка, смоква, аронија, боровинка, рибизла, малина, капина, јагода и други видови овошки низ целата територија на Република Македонија. Владата со редовна исплата на субвенциите за земјоделците, како што е наведено во соопштението од Министерството за финансии, останува доследна во поддршката на земјоделството како една од носечките гранки на македонското стопанство. Податоците на Центарот за вработување Велес говорат дека во општината најголем е бројот на невработени на возраст од 20 до 29 години. Токму тие се опфатени и со најновата владина мерка за субвенционирање на фирмите кои ќе вработат млади до 29 години. Најмногу од невработените во Велес се на возраст од 20 до 29 години. Ова го покажува статистиката на Агенцијата за вработување. Според последните податоци, на крајот од минатиот месец во Велешкиот центар се евидентирани 822 невработени. Од 20 до 24 години има 387, а до 29 годишна возраст евидентирани се 435. Сите активно бараат работа. За намалување на бројот на невработени од оваа категорија, владата најави субвенционирање на фирмите кои ќе вработат млади до 29 години, а се на списокот во Центарот за вработување.
Новата владина мерка предвидува ослободување од плаќање придонеси за секој вработен под 30 години во период од 12 месеци. Пензиското и здравственото ќе ги подмирува државата. Фирмите ќе имаат обврска вработениот да го задржат уште најмалку 1 година. Инаку неодамна Агенцијата за вработување промовираше уште неколку мерки за младите невработени. Им се нуди обука кај познат работодавач, практиканство, неповратен кредит за самовработување. Цел не е да ги запознаеме младите, претежно младите лица до 29 години со нашите активни мерки, пошто веќе од 2007 година навеќе редовно секоја година течат, значи ќе го презентираме оперативниот план на 2014 година. Овој пат имаме и две нови мерки кои што баш се вклучени младите лица. Тоа се млади лица до 29 години кои што завршиле во универзитетската 2012-13 година, дипломци, значи, да се вклучат како прва шанса, значи да се доближат многу побрзо од образование до вработување. И исто мерката полагање Д категорија, значи тоа се опаќаат исто лицата, нема да само млади, меѓутоа ги опаќа и нив. 2 години што веќе имаат С категорија и сега можат да аплицираат за Д категорија. Според статистиките објавени на интернет страницата на Агенцијата за вработување, нема податоци со какво образование се невработените под 30 години. Сепак од вкупниот број невработени во градот, најмногу се со средна стручна спрема. Од полноќ бензините поскапуваат за 1 денар, а дизелот поевтинува за половина денар. Малопродажните цени на бензините од полноќ се зголемуваат за 1 денар за литар, а на дизелот се намалуваат за половина денар. Евросупер БС95 ќе се продава за 79 денари, а Евросупер БС98 за 80,5 денари за литар. Евродизелот и екстралесното масло за домакинство пак поевтинуваат за половина денар, ќе чинат 68,5, односно 57 денари за литар. Поевтинува и мазутот М1 за 0,2 денари. Новата цена ќе изнесува 40,6 денари за килограм. Цената на цигарите континуирано ќе се зголемува. До јули годинава ќе поскапат за околу 4 денари по кутија, а до 2023 цената во однос на сегашната ќе биде повисока за 40 денари. Ќе ги натераат ли пушачите да се откажат од цигарите, најавите за континуирано покачување на цените? За околу 40 денари ќе бидат поскапи за 9 години, а годинава во јули ќе има покачување по 4 денари за кутија. Согласно новите регулативи за акцизи на цигарите, расте цената на ова задоволство за граѓаните на Македонија. Според анализата на весникот Дневник од 1 јули 2014 година, стапката на специфичната и минималната акциза на цигарите ќе се зголеми за 0,15 денари за цигара, а од 1 јули 2016 година, заклучно со 1 јули 2023 година, пак оваа стапка цигарите ќе ги зголемува за 0,20 денари за парче од секоја година. Пресметките на весникот покажуваат дека секоја година цигарите ќе поскапуваат во просек по 4 денари за кутија, што значи дека до 2023 година една кутија што денес се продава за 40 денари ќе чини 90 денари. Со измените на Законот за акцизите кои се во собраниска процедура се предвидува производителите и увозниците на тутун да ги пребројат резервите во нивните складови и кај дистрибутерите и да ја пресметаат новата акциза од 1 јули годинава. Тие што нема да ги пребројат резервите може да бидат казнети со глоби до 15.000 евра. Покрај тоа, тие ќе мора да ја пресметаат новата акциза на тутунска стока на денот на зголемувањето на акцизата, иако таа на денот на зголемувањето е поголема од наплатената акциза за подигнатите контролни марки по различни ценовни категории, се должни врз основа на решение од Царинската управа да ја уплатат разликата во рок од 30 дена по денот на зголемувањето на акцизата. Членови на планинарското друштво Зелен брег од Кавадарци вчера изведоа прекрасна планинарска акција во Подкожувието. Вака со звуците на убава македонска народна песна започна прекрасното планинарско дружење вчера во рамките на планинарската акција, која беше организирана во Подкожувието од страна на планинарското спортско друштво Зелен брег од Кавадарци. Планинари од Кавадарци и Неготино најпрвен со џипови поминаа дел од патот, потоа продолжија да пешачат во прекрасниот предел на Подкожувието, недопрен од човечка рака. 8 часа траеше планинарското патешествие со пешачење во планината во двата правца. Ниту дождот што паѓаше во 3 наврати во
текот на денот не го расипа расположението на планинарите кои жедни за еколошка средина поминаа уште еден дел од викендот, полнејќи ги батериите во чиста и здрава животна средина. Не постојат зборови со кои може да се опишат прекрасно поминатите моменти кои се овековечени со овие видеозаписи. Природата е прекрасна во сите 4 годишни времиња и нуди неисцрпен извор на енергија, а токму таа енергија вчера на големо ја почувствуваа планинарите на Спортско-планинарското друштво Зелен брег. Тие и во иднина како и досега најавуваат нови планинарски акции и нови прекрасни заеднички моменти за своите членови. Освен планинарите од Зелен брег, уште неколку планинарски акции викендов во регионот и пошироко во кои учествуваа планинари од Вардарскиот регион. Планинари и рекреативци вчера во организација на Планинарско-спортското друштво Орле од Кавадрец ја изведоа традиционалната февруарска маршрута од местноста Мужров гроб преку Васовград и Турски рид до селото Мрежичко. Овие фотографии направени од планинарот Блаже Мелов јасно говорат за убавината на заедничкото дружење. Викендов, како што веќе најавивме, пак четворица планинари од Неготина, од кои по двајца од планинарските друштва Антигонеа и Серта заминаа пеш од Струмица кон вечното почивалиште на прерано загинатиот поранешен претседател Борис Трајковски во Скопје, за да му оддадат почит. Меѓу нив и 6,5 годишниот Ване Бошев и неговиот татко Орданче од Антигонеа, кои поминаа 2 дена од маршрутата, а останатите двајца планинари продолжија кон Скопје. Спортско-планинарското друштво Зелен рај од Велес заедно со планинарското друштво Гемичи овој викенд ја реализираа спортската манифестација Планинарски марш февруарски поход 2014. На неа земаа учество повеќе од 30 планинари од цела Македонија кои во деновите 21, 22 и 23 пропешачија околу 40 километри, почитувајќи ја традицијата на одржување на овој настан, кој традиционално се одржува по трети пат. Патеката по која одеа беше со почеток во селото Богомила, па преку местото наречено Стојкова ливада, се до планинарскиот дом во селото Мокрени, село Габровник, па се до планинарскиот дом браќа Јаневи во село Равдол. Попатно со застанување на Стојкова ливада, срдечен пречек од братското планинарско друштво Металург и чајче во селото Мокрени. По пристигнувањето на крајната дестинација во село Равдол следеше планинарско гравче, дружење на планинарите, а вечерта планинарски огани забава до касните ноќни часови. Меѓу учесниците кои што учествуваа на февруарскиот поход имаше и војници од војната полиција на АРМ, полициски службеници, ученици сместени во интернатот, општински училишен дом Лазар Лазаревски, планинари од Скопје, Прилепи, Велес и мештани од селата, низ кои се одржуваше планинарскиот марш. Вчера дел од планинарите беа до гробот на незнаениот јунак, кој се наоѓа во близина на селото и на кој беше положено свежо цвеќе и беше одржан пригоден говор. Манифестацијата заврши вчера во 12 часот и планинарите се упатија кон железничката станица во село Теово. Оваа манифестација е поддржана од општина Велес и општина Чашка и е влезена во програмата на општина Велес како спортска манифестација. Инаку да напоменеме дека оваа година е јубилејна или 70 години од одржувањето на историскиот февруарски поход во далечната 1944 година. Им заблагодаруваме на учесниците за присуството на маршот на општина Велес за поддршката и се надеваме дека до година оваа манифестација ќе биде уште помасовна и ќе прерасне од локална во државна манифестација, вели председателот на Спортско-планинарското друштво Зелен рај од Велес Зоран Игновски. На крајот од вестите следува и прогнозата за времето. Во утринските часови ќе има појава на слаб мраз, а во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност. Утринските температури од -3 до 4, а дневните од 6 до 13 степени. Тоа беа подготвените содржини во вестите на КТВ. Благодарам за вниманието и имајте пријатни мигови со нашата програма.